Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Понекогаш погледнете и од другата страна на зидот. Една млада жена била многу горда на цвеќињата во незината градина. Таа го наследила ова хоби од незината баба, која е научила како да ги сака и да се грижи за своите цвеќиња исто како неа. Токму затоа и никој не можел да се надпреварува со убавината на незината цветна градина. Еден ден, додека разгледувала каталог со цвеќиња, таа забележала фотографија од можеби најубавото растение кое некогаш го видела. Мора да го имам, си рекла таа во себе и веднаш го порачала. Кога растението пристигнало, таа веќе имала подготвено место за него. Го засадила во близина на еден камен ѕид, во задниот дел од дворот. Тоа брзо пораснало со прекрасни зелени лисја кои се искачувале под зидот, но се уште немало цветови. Таа продолжила да се грижи за него, па дури и му зборувала со надеж дека ќе му помогне да се расцвета. Но растението останало зелено. Едно утро по неколку недели, таа стоела пред зидот и размислувала колку е разочарана затоа што незиното прекрасно растение не расцутило. Толку била лута што дури помислила да го исече и да засади нешто друго на неговото место. Токму во тој момент, незиниот сосед и инвалид, чиј двор бил споен со незиниот, ја викнал преку камениот зид. Ти благодарам многу, не можеш ни да замислиш колку уживам во цвеќињата кои израснале на растението кое го посади. Младата жена влегла низ вратата во неговиот двор и видела дека на другата страна од зидот растението било преполно со цветови. И да, тоа навистина биле најубавите цветови кои некогаш ги видела. Поука. Само затоа што не можете да ги видите добрите резултати од вашата работа, не значи дека тоа и не постои. Križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me čuvaš, ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me voliš, ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blago
već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Zato hvala ti za ovaj dan, zato hvala ti za svaki dan. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов «Радувајте се што сте биле болни». Болеста чудно делува врз нас. Или го изнесува она што е најдобро во нас, или она најлошото. Некои луѓе стануваат огорчени и цинични кога ќе се разболат, додека пак други стануваат задоволни или пак апатични, нерасположени. Изгледа дека некои луѓе дури и уживаат да се разболат, посебно ако не се работи за некоја комплицирана болест. Тие остануваат длабоко огорчени, без оглед на тоа за каква болест станува збор. Англичаните го користат зборот patient, за да означат болна личност. Но изворното значење на зборот patient е трпелив. Повеќето од нас стануваат се друго, само нетрпеливи кога станува збор за болест. Меѓутоа, ако сме подготвени, сите ние можеме да научиме корисни лекции од една болест. Само болеста или некој несреќен настан не се одговорни за тоа, туку нашиот личен став. Мал број луѓе успеале да поминат низ животот, а да не се соочат со некоја болест или несреќа со помал или поголем облик. Порано или подоцна, секој од нас мора да се соочи со некаква немоќ. Понекогаш болеста доаѓа и сосем случајно, но понекогаш болеста е резултат на нашиот недоволно мудар начин на живот. Трагично е да се помисли дека тоа е токму единствениот начин на кој некои од нас можат да научат како да живеат подобро. Затоа не сметете за себе дека сте најнесрекна личност на светот ако ве снајде некоја болест. Може би треба да научите некои важни лекции, може би ќе го откриете својот вистински карактер, своето вистинско јас, од начинот на кој одговарате на таа болест или несреќа. Колку и да изгледа чудно сериозната болест, е често прв и најзначаен чекор кон долготрајно и добро здравје. Тоа секогаш зависи од тоа колку спремно ќе ја примиме болеста и дали од тоа искуство ќе научиме како да се дисциплинираме самите себе си. Скоро 20 години госпоѓа Џонс патела од чести болки во стомакот. Се чини дека болките најчесто доаѓале во моменти кога таа била во посебен нервен набој. Таа била една од оние отворени и способни жени кои со цврста рака управуваат над сите своји домашни и над сето свое домаќинство.
Čestopati bila vo sudir so svojite sosedi i povеќето од нив одбегнувале секаков контакт со неа, па дури и од далеку. За време на честите напади на болеста, секогаш била незадоволна и изнервирана. Болеста била добра за другите луѓе, но не и за неа. Изгледало дека оваа сирота жена носи со себе постојано чувство на непријателство кон сиот останат свет. Била далеку од она што лекарите го сметаат за идеален пациент. Кога ја префрлиле во болница, таа имала тешко крварење во стомакот. Незиниот случај бил навистина сериозен. Требало потполно да мирува, но тоа било скоро невозможно за оваа сирота жена. Штом се извлекла од опасноста, таа била и понатамо огорчена и незадоволна како и секогаш. Оваа сирота жена никако не можела да се сложи со самата себе. Со сигурност можеме да кажеме дека незиниот стомак нема никогаш да оздрави, доколку таа не научи како правилно да живее. Она што и било потребно на оваа жена бил нов начин на живот, а не нов вид апчиња. Така многу луѓе својата нервоза ја припишуваат на лошо варење, додека во реалноста лошото варење е резултат на нивното лошо расположение. Господинот Лонг бил сосем различна личност. Тој воопшто не бил кавгаџија. Тој бил висок, привлечен и силно граден човек на своји 50 години. Во својата младост бил атлетичар, меѓутоа денес тој е инвалид. Пред скоро 20 години овој човек добил мултиплекс склероза. Во почетокот почувствувал само мала несигурност во одењето. Се лечел во неколку познати медицински центри, но неговата чудна болест не го напуштала. Постепено станувал се поголем и поголем инвалид. Денес неговите движења се неспретни и помалку смешни. Мора да се држи за нешто додека оди, а говорот нејасен бидејќи мускулите на неговото грло се зафатени со болеста. Дали овој човек е обесхрабрен? Не, ниту најмалку. Тој е еден од најрасположените и највеселите луѓе кои што сум ги сретнал. Тој е познат адвокат и носи сериозни одговорности во својот град. Тој не ужива во тоа што сиот свој живот ќе мора да остане хендикепиран, но тој прави се што е во негова моќ на најдобар можен начин да се служи со оние мускулни функции и со онаа сила на мускулите што му преостанала и во потполност ужива во животот. Вистинскиот успех во животот не зависи од тоа дали ќе се соочиме со некаква болка или неспособност или не, туку од тоа колку ќе бидеме во состојба да дадеме се од себе и со секоја ситуација храбро да се соочиме. Господинот Лонг не сака луѓето да го сметаат за инвалид. Тој не бара нивно сочувство и сомилост. Тој знае дека може самиот да се грижи за себе и правејќи го тоа ја одржува својата самопочит. Повеќето хендикепирани луѓе сакаат останатите луѓе да ги сметаат за нормални наместо да ги сожалуваат. Тоа е многу здрав став. Таков став секогаш треба да се поддржи. Секоја хендикепирана личност би требало да научи некој корисен занает или професија. Не би требало да стане зависен од туѓата милостина. Во повеќето случаи, личноста е во состојба да се грижи за своите сопствени потреби, само ако за тоа и се даде прилика. На тој начин се подига незиниот морал и се изградува незината самопочит. Подготвувањето на хендикепираните личности на некоја корисна професија ќе и помогне да најде место во општеството како корисен член. Тоа е многу важно за добродетелта на една личност. Да ви раскажам за едно момче кое било син на едно големо семејство кое живеело на фарма. Во раните тинеџерски години ова момче се разболело од парализа. Неговиот татко се потпирал на неговата помош во одржување на фармата и издржување на семејството. Тие биле сиромашни луѓе и не можеле да ги платат скапите медицински и болнички трошоци. Затоа, своето момче морале да го лечат дома. Наскоро ова младо момче станало предмет на толку големо сочувство и жалење во својот дом, што загубило секаква желба за оздравување. Бил преплавен и уништен од емоции. Секоја вечер кога би завршил со својата работа, таткото би доаѓал и би седел крај неговиот кревет, би му читал и би се обидувал да го разведри, но се чинело дека слабо успева во тоа. Момчето станало се поогорчено и помрзоволно, бидејќи повеќе не можело да се служи ниту со своите раце, ниту со своите нозе.
Po izvjesno vreme, njegovio tatko mu stanalo jasno deka ako ne napravi nešto drastično, njegovio sin, verojatno, nikogaš poveke neke može povtorno da odi. Taka eden den ispratil jedno od pomalite deca vo grad da kupi jedno kolače, za koje znal deka njegovi odbolen sin mnogu go saka. Od večer vo večer, tatko to bi doagjal do krevetot na momčeto, bi staval kolač vo negovata bespomošna raka, a togaš nežno bi go podignal do ustata na momčeto, za da može momčeto da go izjede kolačeto. Jedna večer go stavil kolačeto pomeđu prstite na momčeto i mu rekol deka od sega sami otke mora da go stavi vo usta, a poto Tivko izlegol od sobata. Polovina čas ova siroto momče leželo dodeka solzi mu tečele niz obrazite. Se čustvovalo tolku slabo i bespomošno. Mu se činilo deka njegovio tatko je napravil najsurovata rabota što možela da mu se napravi na jedan bespomošen invalid. No, sepak počnal da svaća deka toj može bi i ne je toliko bespomošen kako što mu se čini. Vredi barem da se obide da si pomogne sami od na sebe i togaš počnal da se bori. Njegovite muskuli treperili od bolka, no toj hrabro se borel. Postojano odnovo se obiduval. Pominalo ušte polovina čas, a toj se ušte se borel. Na krajot, sepak se obidel da je podigne svoja taraka do ustata i se ga možel da uživa vo svoje to omileno kolače. Međutim, ono što bilo považno je faktot što toj shvatil deka toj može da napravi nešto so što bi si pomognal na sami od sebe. Od toj moment počnal da zazdravuva. Najprvi naučil da polzi okolo krevetot, potom naučil vnimatelno da se spušti na podot i da se dovleče do krevetot. Malku pomalku naučil da odi. Za samo 1 godina podocna, ova momče koja je nekogaš bilo invalid, se ga povtorno pomagalo vo rabotite na farmata. Denes to je uspešen deloven čovek i vodač na jedna golema proizvodna granka. Namesto da go sožalova, njegovio tatko go ohrabril. Odel od uspeh vo uspeh zato što naučil kako da si pomogne sami od na sebe i da se bori za svoje to zdravije. Ovoj čovek bil sreken što imal toliko ostroumen i čustvitelen tatko. Tatko koji bil spremen da go ostavi svoje to momče malku da se namači samo za da mu pomogne da nauči samio da se služi so svojite race i noze. Može bi za nego bila i srekna okolnost što izrasnal vo siromašen dom, bidejki njegovite race i njegovata energija bile neophodni za izvršuvanje rabota na farmata. Koga bi izrasnal vo bogat dom, može bi dobil i posebna sestra koja bi go neguvala i bi se grižala za nego 24 časa dnevno. Može bi vo toj slučaj bi ostanal bespomošen invalid i takov bi ostanal do kraja na životot. No ova momče naučilo da se disciplinira samo to sebe i denes toj je počituvan vodač vo svojata sredina. Siguren sum deka veke ste ja slušnale trogatelната prikazna za Helen Keller. Ta je jedna od najpoznatite ženi na moderното doba, no sepak ta je jedna od najhendikepiranite. Ta je i slepa i gluva. Se rodila kako normalno bebe, no vo vtorata godina od životot dobila seriozna bolest koja je ostavila doživotno slepa. Nekoliko meseci podocna ta stanala potpolno gluva. To se slučilo vo vreme koga samo što počnuvala da zboruva. Sega koga poveke ne možela da gi slušne lugjeto kako zboruvat okolo sebe, ta zaboravila kako da proizveduva glasovi. Slednite 4 godini bila i nema, i gluva, i slepa. Koga Helen Keller imala samo 6 godini, nezinite roditelji se obratile do dr. Aleksandar Graham Bell, koji bil pronaugjač na telefonot. Barale sovet od nego kako da go vospituvat i da go obrazuvat svoje to dete. Toj i ispratil jedna mnogo sposobna mlada učitelka. Ta bila mlada devojka na svoji 20 godini koja i sama ta neodamna bila izlečena od slepotija. Za samo 4 sedmici ta mlada učitelka go naučila ova hendikepirano devojče da zboruva. Helen Keller bila odličan učenik. Učela mnogo brzo i daleko gi nadminuvala decata na svojata возраст. Iako bila i slepa i gluva, ova devojče dobilo univerzitetska diploma so odlični ocenki koga imala samo 24 godini. Naučila nekoliko jazici i napišala 6 knjigi. Jedna od njih se vika Optimizam. Mnogo napravila za unapreduvanje na obrazovanijeto na fizički hendikepirani lica.
Nezini od život gi vdahnuva site onije koji mora da pominat niz životod bez celosna upotreba na svojite normalni sposobnosti. Dragi prijatelji, da li ste može bi i vije pogodeni od nekoja seriozna bolest ili može bi so nekoja nesreća? Da li može bi veke podolgo vreme ste bile vrzani za bolnički krevet? Ako je taka, ne dozvoluvajte na nitu една gorčljiva misla da pomine niz vašata glava. Zavidljivosta i ogorčeноста sekogaš ne lišuvaat od životната radost. Naučite kako na najdobar način da se naviknete na vašiот hendikep, za da možete so vašата poteškotija da se soočite bez samo sožaluvanje. Može bi od vašата bolest možete da izvlečete nekakva korist. Može bi možete da i dozvolite da ve nauči kako da živejete potpolno. Možete da najdete nova hrabrost i da gledate na životot od nova perspektiva. Možete da najdete novo zadovoljstvo vo životot, učejki kako da se soočite so svojite problemi bez strah od neuspeh. Bez ogled na toa da li je vašata bolest od fizička ili mentalna priroda, vi možete da naučite kako da živejete i kako siot vaš život da bide potpolno obnoven so nova radost i nova nadež i kako da uživate vo novite radosti koji Bog seušte vi gi dava. I ne zaboravajte, iako može bi dene ste hendikepirani, vi može bi ke možete da si pomognete samite na sebe da stanete pozdravi, posrekni, a potoa eden den ke vi bide milo što nekogaš ste bile bolni. Na kolena klečam, rani jazda izlečam, dolu na kolena pajam, molitva na Bog mu praćam. Te molam mojive oči zemingi, drugi daj mi da progledam. Te molam novo srce dari mi, nikoj da ne povredam. Tvoj odlik sekoj mig da mi je pred oči, sjajno, sjajno da me gre. Tvoj odlik pred mene, zemi me vo pregratki, duša moja izleči, site moji grevovi, te molam Isuse zemi gi. Ej Isuse, radost moja si ti. Ej Isuse, nadež moja si ti. Ej Isuse, ljubov moja si ti. Ej Isuse, život moj si ti. Dolu na kolena klečam, rani jazda izlečam, dolu na kolena pajam,
Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, то те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.